Руското министерство за одбрана објави видео во кое се вели дека покажува руски борбени авиони и артилерија како пукаат врз украински цели. Руските сили ги засилија нападите врз источна Украина, како што се приближува зимата. Во Брисел, на состанокот на министрите за надворешни работи на НАТО, американскиот државен секретар Ентони Блинкен призна дека некои се прашуваат дали САД и другите сојузници на НАТО треба да продолжат да ја поддржуваат Украина, речиси 2 години по целосната инвазија на Русија. But the answer here today Но одговорот денес овде во НАТО е јасен и непоколеблив. Мораме и ќе продолжиме да ја поддржуваме Украина. Блинкен се обиде да ги увери сојузниците загрижени дека некои републикански законодавци во Американскиот конгрес не сакаат да продолжат да финансираат воена помош за Украина. Тој рече дека спикерот на представничкиот дом Мајк Џонсон неодамна зборувал за потребата од финансирање на Киев, што Блинкен рече дека е охрабрувачки. Аналитичар за Гласот на Америка изјави дека дополнителното финансирање за Украина не е во рацете на Блинкен. Нема многу што секретарот Блинкен од извршната власт да може да направи за тоа. Тоа е навистина во рацете на законодавниот дом, еднаква гранка на власта, а Републиканската партија на некој начин работи на своите разлики додека зборуваме. Тој за Гласот на Америка рече дека Блинкен испраќа силна порака со присуство на состаноците на НАТО и на ОПСЕ за време на војната меѓу Израел и Хамас. И постои еден вид тврдење таму дека САД сега го насочиле вниманието кон Блискиот исток, прават помалку да се ангажираат со Европа. Мислам дека секретарот Блинкен, кога оди на состаноците на НАТО и на ОПСЕ, многу цврсто се обидува да сигнализира дека САД остануваат фокусирани на Европа. Блинкен се враќа на Блискиот исток на разговори по трет пат, откако милитантната група Хамас ја предизвика војната со незиниот напад на Израел на 7 октомври. Блинкен рече дека ќе работи на продолжување на примирието, за да може да се ослободат повеќе израелски заложници и да се достави повеќе хуманитарна помош до палестинските цивили во Газа, на кои очајно им е потребна. Блинкен планира да ги посети Израел, Рамала на Западниот брег и Обединетите Арапски Емирати.